Бура од реакции и негодување на социјалните мрежи откако министерот за надворешни работи на официјална конференција не го напишал името на земјата која ја представува. Никола Димитров на онлайн конференција со колегите од регионот стои потпишан само со кабинет на МНР. За разлика од него, останатите министри од Балканот се потпишани со име и презиме и државата која ја представуваат, или пак со министерството и државата. Хрватскиот представник ги потпишал неговото име и презиме, а истото го направиле и представниците од поширокиот регион, како и еврокомесарот за проширување Вархеј. Многу ми напрашуваат зошто Димитров на конференцијата на која беше домакин заедно со грчкиот министер Дендијас одбрал да не ги стави ниту името на својата земја, ниту пак сопственото, туку се задоволил само со најопштиот можен термин кабинет на МНР. Кај домакинот, например, пишува Грција, Николас Дендијас на англиски јазик. Најжестока реакција има од универзитетскиот професор Димитар Апасиев, кој вели дека Димитров еден ден ќе мора да одговара за според него сите понижувања што ги направил на Македонија ни светот, при што потцртува дека за загрозување на независноста казната изнесува до 5 години затвор. Инаку Димитров на социјалните мрежи самиот ја постирал заедничката фотографија од конференцијата, а малку потоа се пофалил дека НАТО ја поправил грешката од неодамна кога на официјалниот сајт на Алијансата кај графата националност пишуваше граѓани на Република Северна Македонија. Вреди да се спомне дека и таа реакција на министерот следеше дури откако јавноста се спротистави на ваквото представување. Се поставува прашањето зошто ако веќе НАТО си ја поправи грешката, токму нашите функционери од власта избегнуваат да го напишат макар и новото име на Македонија, иако е очигледно дека со ваквите постапки предизвикуваат револт во државата со која владеат.